Ѓубре до гуша кај можниот гроб на Александар Македонски во Црнилиште. На простор од неколку километри може да се најдат и смет и лешеви од мртви животни. Па тука во целото се носи се и сешто. Органско, неорганско, градажен шут. Здравјето на луѓето со овој екосистем е фактички, целиот екосистем е нарушен. Се запали огин, тоа ако почне чури, тоа оде во здравјето на луѓето. А да не збориме за пчелите и за живот. За отстранување на депонијата, овдешните жители и собственици на имот со години тропаат на вратите на оние кои за решавање на проблемот се надлежни. Од местна заедница, комуналното предпријатие Свети Николе, градоначалникот на Свети Николе, регионалниот инспектор од Штип и чак државниот инспекторат известен за ова предметот се наоѓа Канив, до ден денеска ништо не е преземено, ама апсолутно ништо не е решено. Надеж дека нешто ќе се смени, на нив сега им даваат истражувањата поврзани со потрагата по гробот на Александар. Колку очекувањата им се реални? Ова не е проблем само од Црнилиште. Сите села на територијата на нашата општина, вашата и на другите општини го имате тој проблем, каде што имате диви депонии, каде што се фрла смет. Местната заедница треба да се сложи од едно или две места претоварни станици да им се чисти сметот. Еднаш или два пати во неделата. И во градовите се собира сметот еднаш или два пати. Работата е во свеста. Но на волкот му е дебел вратот, зашто работата си ја врши сам. Предложив едно решение на градоначалникот во Свети Николе да обезбеди возило. Под моја контрола јас ова ќе го направам една оаза убавина. Лично ќе се заложам да се ова насее со фацелија за пчелите и да се ова биде една оаза со цвеќиња, ништо повеќе. Ки видат ли жителите на Црнилиште фајде од Александар е прашање, но повеќе од сигурно е дека пред меѓународните истражувачи ќе не изеде туги од срам ако местото не се исчисти од ѓубре. Од толку нечистотија и златото на Александар ќе го изгуби сјајот.